По кратката пауза ние повторно се враќаме назад во студиото. Човекот поседува повеќе видови на интелигенција. Сите од нив се важни, но од витално значење за правилен психички развој е емоционалната интелигенција. Ако ја представиме на една санта мраз, таа го завзема најголемиот дел, односно оној кој што се наоѓа под површината на водата, невидлив за нас. Повеќе за ова од следниот прилог. Емоции, емоционална интелигенција и емоционална писменост. Да се биде емоционално писмен значи да се знае како да се управува со сопствените емоции. Учењето на емоционалната писменост не учи како и кога да се изразуваат чувствата и како тие влијаат врз другите. Се работи за вештина со која се разбираат тугите емоции. Тоа е способност што човекот го подготвува за јавни занимања, раководење и за меѓусебни односи. Поединци што ја усовршуваат ваквата способност, успеваат во се што подразбира успешна соработка со другите. Луѓето сепак се разликуваат по своите способности во секоја од наведените области. Некои се вешти во совладувањето на сопствената анксиозност, а истовремено не се во состојба да ја намалат анксиозноста кај другите. Без сомнение, основата на нашите способности е од психолошки карактер, што не значи дека истиот не може да се менува, развива и слично. Грешките во емоционалните вештини може да се поправат. Секоја од наведените области е определена од навики и реакции, што со вистински напор може да се усовршат. Совладувањето и управувањето со емоциите, нивното соодветно избирање е способност што се заснова на самосвест. Поединците што недоволно ја развиле ваквата способност, постојано мора да се борат со чувството на огорченост и мачнина или да се чувствуваат раздразнато, а некои потиштено. Од животните немири, овие луѓе многу тешко закрепнуваат. За да можете да се самомотивирате, потребно е да умеете да управувате со вашите емоции, за да постигнете одредена цел или каков бил успех во животот, за да бидете креативни, за да овладеете со некоја вештина. Треба да поседувате умешност, да знаете како да ги смирите и да ги контролирате сопствените емоции. Емпатијата представува уште една способност што е заснована на човековата самосвест. Таа е основна човекова вештина. Оние што ја поседуваат, повешто се приспособуваат на невидливите сигнали на друштвото во кое живеат, каде што се навистува што им е потребно на другите и што тие сакаат. Емпатијата им овозможува успех на тие што имаат професии како трговијата, подучување, менаџерство, занимања што подразбираат водење грижа за другите. Самосвеста, препознавањето на емоциите во моментот кога тие се појавуваат, е темел на емоционалната интелигенција. Способноста да се контролираат емоциите од суштинско значење за менталното здравје и за саморазбирањето. Кога не сме во можност да ги препознаеме нашите вистински чувства, стануваме зависни од нив. Ако сме сигурни во нив, ќе знаеме повешто да го водиме сопствениот живот и посигурно да донесуваме животни одлуки, почнувајќи од тоа со кого ќе стапиме во брак, до работата што треба да ја избереме, велат психолозите. Поседувањето на вистинско ниво на емоционална интелигенција кај децата е најдобар начин да бидеме сигурни дека утре тие ќе бидат среќна, успешна и одговорна индивидуа во општеството. Според психолозите, постојат 10 начини да се постигне висока емоционална интелигенција кај нашите најмили кои ќе им помогнат за оформување на здрава индивидуа. Секој родител со своите емоционални реакции е модел за своето дете. Бидете спремни да му кажете не на детето. Трудете се да не покажувате во кои нешта сте ранливи пред своето дете. Вежбајте да не бидете судии. Ако плаче вашето дете, не прашувајте го зошто, туку само констатирајте дека е тажно. Почнете со подучување уште од мали години, на тој начин што ќе го прашате што му треба. Вклучите го детето во домашните обврски. Ограничете го седењето на вашето дете пред компјутерот, интернет или телевизор. Разговарајте за чувствата на сите во семејството. Дозволете му само да го решава проблемот. И секогаш кажувајте му колку е прекрасно вашето дете. Експертите велат дека само со ваквиот начин на однесување може да се создаде хармонија помеѓу сите видови на интелигенција кои ги поседуваме, а тоа ќе овозможи формирање на здрав личен развој. Од
Од прилогот можевме да заклучиме дека емоциите имаат витална улога во повеќе аспекти од човековиот живот. Тие се водичкиот правец на сите одлуки, на силните интерперсонални релации, создавање отпорност кон стресни ситуации како и зголемување на креативноста. Токму на оваа тема денеска ќе разговараме со магистерот по психологија Мирослав Пендаровски. Добро утро и добре дојдовте во утринската емисија Вретана. Добро утро, добре најдов. Поздрав до тебе сите ваши. Иве, на почеток, бидејќи видовме и од самиот прилог, емоционалната интелигенција има навистина големо значење во животот на човекот. Може ли еден историски осврт од кога започнала да се користи, од кога е пронајдена всушност емоционалната интелигенција и како за прв пат се користи во литературата? Вака, прво, за некаков вид на пронаоѓање на емоционална интелигенција не може да стане збор, затоа што најверојатно таа во некаков облик постои од секогаш. Може би 40.000 години или колку веќе антрополозите утврдија дека постои Homo sapiensот и меѓутоа во филозофијата или во не знам античката наука, ако сакате така кажете го, условно, таа се јавува многу рано. Се јавува и пред тоа всушност. Ако се вратиме малце подалеку на истокот, можеме да се сетиме на Лао Це, например, и на неговото учење наречено таоизам. Јас лично во неговото учење наоѓам корени на емоционална интелигенција, да речеме неговото учење за средниот пат, да се следи своето срце, она што е автентично за секој од нас, без пренагласување на одвишни нешта. Токму тоа следење на средниот пат би означувало следење на својата природен начин на реакција. Емоциите се токму тоа однос кон нештата, реакции кон надворешните дразби, кон другите луѓе, кон внатрешни доживувања и така натаму. Понатаму, исто така, емоционалната интелигенција на некој начин е вткаена и во зен будизмот, да кажеме, кој исто така датира пред антиката и кој во себе го носи никулецот на бивањето свесен во даден момент сега и овде за тоа што ни се случува. Зарем тоа не е емоционална интелигенција? Да бидеш свесен во секој миг од постоењето и да го доживуваш како вечност и да бидеш свесен што чувствуваш, каква е контролата на твоите емоции, што би можел да претпоставиш за твоите мотиви, што ќе биде следно и така натаму. Понатаму, во психолошка смисла, може би за прв пат тоа се среќава кај Аристотел во антиката. Добро е познато дека Аристотел беше на некој начин втемелувач на психологијата како наука, преку таа своја прва книга De Anima или за душата, тој всушност ги удри темелите на неговото сваќање за душевниот живот, вклучително и за емоционалниот живот емоционалниот субстрат на душевниот живот на човекот. Исто така во Никомахова етика, например, каде што Аристотел, кој исто така беше познат и работеше на откривање на човековите вредности, карактерот, етичките норми, бивањето добар човек и живењето квалитетен живот. Всушност Аристотел може би таму ги удри темелите на нешто што подосна се етаблира и се определи како емоционална интелигенција, преку тоа што тој истакнуваше од и контролата на емоциите, емоционалното богатство, правовременоста, достатноста, интензитетот и соодветниот квалитет на емоциите се многу важни во развитокот на емоционалниот живот на еден човек. Така да ми се чини дека Аристотел ја понесе целата суштина на она што емоционалната интелигенција го носи во себе. Јас би рекол три елементи: достатност, правовременост и она што се нарекува квалитет, соодветна емоција во даден момент. Позната е таа негова изрека, нели, дека е многу лесно да се налутиме или да сакаме некого, меѓутоа Да, но во вистинско време сите тоа да се постигне. Така да Аристотел беше уште една претеча, да кажеме така, на сите овие размислувања. Понатаму ако одиме можеме да се навратиме на Дарвин. Дарвин преку еволуционистичката теорија не подучуваше дека емоционалната експресија е многу битна за опстанокот на секој животински вид, вклучително најверојатно и на човекот како највишо животно, условно да кажем. И важноста од опстанокот всушност. Понатаму постојат и мношто други имиња од областа на психологијата, филозофијата, не знам, би го спомнал и Јакоб Морено, например, кој истакнуваше дека да се биде спонтан не значи да се биде импулсивен, туку да се најде креативен начин на
прикладно реагирање во дадена ситуација, што не подразбира импулсивност. Емоционалната интелигенција е токму тоа. Да бидеш емотивен, но во исто време да бидеш до некаде свесен за тоа што ти се случува, колку доживуваш, колку тоа те вози тебе или ти го возиш него. Понатаму беа и ред други имиња, како Торндайк, кој што збореше за социјална интелигенција, Векслер, познат по Векслеровите скали, за мултифакторскиот тип на одредување на интелигенцијата, кој не подразбира само когнитивна интелигенција, да кажем, така интелектуална, туку и емоционална, социјална и многу други видови на интелигенција кои спаѓаат, нели, во севкупниот некој квантитет на сознанија. Историски 60 некоја година првпат кај Мајер и кај Саловеј ми се чини се појавува првпат како термин, значи емоционална интелигенција, потоа следува околу 90-тите години следуваат овие двајца. Првото беше едно друго име на кое сега не можам да се сетам, тоа не е ни важно. Понатаму дојде и оној најпознат автор кој што, да речеме, емоционалната интелигенција доведе на ниво на, ајде да речем, обожување и го проби патот за тој тип на определба. Тоа е Даниел Големан и неговата позната книга Емоционална интелигенција, која што е така на еден популарен начин напишана и во која се опфатени повеќе научни и, да речеме, квази научни, популарни сваќања за тоа што е емоционална интелигенција, како таа се мери, што подразбира. Така натаму. Сите компоненти кои што одговараат за неа, можеме да разбираме дека постојат повеќе видови на интелигенција. Но еве да направиме накратко една дистинкција помеѓу рационалната интелигенција и емоционалната, бидејќи многумина од нас, претпоставувам досега, и покрај тоа што секој од нас ја поседува емоционалната интелигенција, не се запознаени со овој термин. Еве една дистинкција помеѓу овие два термини. Накратко. Во ред. Може би во последно време луѓето се почесто слушаат за некаква емоционална интелигенција. Мене лично ми пречи кога некои така суштински конструкти се преупотребуваат. Па најверојатно кога се збори за емоционална интелигенција во се и се што и ние не сме баш емоционално интелигентни, затоа што тоа сето постанува интелектуално. Кога го зборуваме, зборот е поврзан со интелектуалното и со логичкото, тоаш ние го губиме емоционалното. Меѓутоа да не должам, значи прво треба да направиме една определба на двете за да сфатиме што е разликата. Затоа што да се направи дистинкција треба да се направи диференцијација прво во самите нив и да се доведат на повисоко ниво на определеност и оправданост. Да речеме, емоционалната интелигенција може на повеќе начини да се определи. Фино е тоа да го кажеме, затоа што има повеќе аспекти на определба. Еден аспект ги опфаќа способностите во емоционалниот живот на човекот и според нив може да постои така наречена емоционална самосвест или саморегулација, според која да бидеш емоционално интелигентен би значело да имаш разбирање за своите емоции, да ги препознаваш кај себе и кај другите луѓе, но пред се да можеш да ги артикулираш преку говорот, односно да ги поврзеш со мислата, затоа што мислата е оној, да кажеме, интелектуален субстрат кој е поврзан со емоционалното и треба да се вобличи преку говор. Тоа е многу сложен систем кој не така едноставно може да се употреби. Во тој смисол и би потенцирала една црта позната како алекситимија во психологијата, која всушност покажува колку малку зборови постојат за да се изразат толку многу емоции. Постојаа психолози кои го истражуваат тоа и успеа да попишат околу 18.000 зборови кои ги изразуваат емоциите и имаат чувство и докази дека се уште не ги исцрпиле зборовите со кои може да се искажат нечиви емоционални доживувања. Така да и алекситимијата значи да бидеш во неможност да изразиш некое чувство кое што го доживуваш. Кај многу луѓе, посебно на западот, би рекол, тоа многу често се среќава. Понатаму, под поимот способности во емоционално интелигентна смисла би значело да умееш, модерно се изразам, да ги менаџираш интерперсоналните односи, односно во социјалната околина, во средината во која екзистираш, да умееш да ги препознаеш емоциите кај другите луѓе, да ги предвидиш нивните идни реакции, нивните мотиви во врска со одредени постапки, но и да се обидеш да најдеш компромиси, да се адаптираш на средината, затоа што без емоционална интелигенција најверојатно би пливал на двете краишта од нештата, од континуумот, или би бил изолиран и подвоен, или би бил
тотален конформист кој би го изгубил тоа што е автентично, емоционално. Понатаму емоционалната интелигенција може да се свати во вид на црта, односно предиспозиција. Според некои автори, као Петриди, например, всушност емоционалната интелигенција значи на некој начин констелација од вродени компетенции што си ги носиме како генетска даденост и од социјални вештини кои сме ги научили и кои прават еден склоп на во емоционалниот живот кој постанува како дел од личноста, како еден вид црта, односно предиспозиција. И исто така емоционалната интелигенција може да се гледа и како мешана комбинација на емоционални компетенции, тоа и Големан го збори, например, од тие емоционални компетенции спаѓаат и социјалните, односно интерперсоналните квалитети во емоционалниот живот, но и интраперсоналните, значи себесвесност за своите емоции, развој, квалитет и така натаму. Се на се, значи, емоционалната интелигенција би значило да умееш да препознаеш, значи умешност, односно способност, вештина на препознавање, разбирање на емоциите, своите и туѓите, контрола и ставање во улога на говорот и во улога на артикулација на своите мисли со цел правење на синергија, целовитост на целиот душевен живот. Всушност емоциите се основата. Така да, од друга страна, постои рационалната интелигенција, која знаеме, на широко популарна како IQ, нели, да кажеме, иако не би рекол дека само тоа е опфаќа, но тоа е друга голема тема. Многу се јасни работите. Емоционалната интелигенција физиолошки е поврзана повеќе со десната хемисфера, на ниво на мозочни бранови поврзана со алфа ниво на бранови, односно ниво на поголема опуштеност на телото и на мозочната кора и на вибрациите. Таа е повеќе поврзана со функцијата наречена интуиција и незиниот начин на функционирање би рекол дека е асоцијативен, реактивно асоцијативен, односно кај емоционалната интелигенција, односно кај изразувањето на емоциите, препознавањето, артикулацијата, не постои момент на целосна, логична и рационална обработка на тоа што вие го чувствувате. Едноставно, дури да не знаете дека вие го чувствувате тоа и да го артикулирате тоа што го чувствувате, вие е факт дека го имате тоа како доживување. Да. Додека кај рационалната интелигенција повеќе работи левата хемисфера, логичките операции, таа е поврзана со говорот и со свеста, би рекол емоционална интелигенција несвесно, рационална интелигенција свесно. Тие стојат на двете краишта од душевниот живот и апсолутно се спротивставени, иако се повикани една на друга. Всушност и самиот поим емоционална интелигенција е кованица од нешто афективно, интуитивно и од нешто интелектуално, односно когнитивно. Тоа и вака дури и вештачки делува, па можеме слободно да си кажеме како може емоциите да бидат интелигентни или глупави. Најверојатно, ако така го сватиме, тогаш нема да направи ништо во сваќањето. Меѓутоа, тоа сака да каже дека да бидеш емоционално интелигентен не значи да бидеш импулсивен и инстинктивен и да правиш онака како што сакаш. Докази ти доаѓа? Така, докази каде што нема емоционална интелигенција има многу. Јас би истакнал неколку, да речеме, вратете се само на примитивните начини на однесување кај болните луѓе, психички болните луѓе, кои што немаат рационална контрола на своите емоции. Земете ја војната како социјален и психолошки феномен, каде што луѓето ги отвараат сите агресивни емоции, сите потиснати и забранети нешта без никаква рационална контрола. Да. И тогаш човекот всушност се оддалечува од својата човеченост. Затоа што кога емоциите ќе се поврзат со другите луѓе, кога ќе им се даде тој рационален субстрат, тие постануваат чувства, односно се врзани за нешто конкретно. И така се очовечуваат, инаку и животните имаат емоции, тие чувствуваат страф и тие имаат одредени доживувања, меѓутоа само човекот ги има тие чувства. Така да, само да заклучам, тоа е навистина многу јасна поделба и драго ми е што ова новото, што можеме да речеме ЕИ, му се спротивставува на РИ, или на IQ. Мене лично ми е мило заради тоа. Да. Пред да продолжиме понатака, јас би сакала на нашите гледачи да им кажам дека телефонските линии за вас се отворени. Слободно можете да се јавите, да поставите прашање на нашиот гостин. Денеска темата ни е емоционална интелигенција и доколку имате нешто, слободно јавите се. Ке продолжиме ние понатака. Господине Пендаровски, психолозите велат дека ако емоционалната интелигенција не се негува и не се надградува, таа може да се изгуби. Дали има вистина во ова? Јас би рекол не.
Зошто? Па еве зошто. Прво и основно, ако тргнеме од структурата на емотивниот човеков живот, ќе сватиме дека емоциите се многу поблиску до нешто што се нарекува афективно во човекот, далеко од интелектуалното, она што се нарекува енергетско и е блиску до темпераментот. Темпераментот е една аморфна маса која ни е дадена и со одредени основни начини на реагирање. Сега да не ја шириме темата темперамент, меѓутоа сакав само да кажам дека јас не се сложувам со тоа тврдење затоа што сметам дека емоционалниот живот на човекот е некаков вид енергија која што познато е и од физиката и од психологијата дека енергијата не се губи. Така да се прашувам како може одредени емоции, дури ако не се одгајуваат, да се изгубат. Јас би рекол дека нешто друго се случува со нив. Ниеден вид на енергија не може тотално да се изгуби. Добро е познато дека тој може да се претвори во некаква друга агрегатна состојба. Јас би рекол дека тоа што не се увежбува, условно кажано, со годините, ако се запостави богатството на емоционалниот живот, диференцијацијата на се поголем број на емоции кои се препознаваат, зголемување на свесноста за нив, емоционалното богатство, прикладноста на емоционалното реагирање, тогаш не би се случило тотално изумирање, затоа што јас верувам и во генетската предиспозиција. Ајде да кажам, јас лично сметам дека некои луѓе се поталентирани да бидат емоционално интелигентни од некои други со самото доаѓање на свет. Понатаму, дури да отсуствува тој воспитан субстрат, претпоставувам дека емоционалната интелигенција, односно некаков тип на контрола на емоциите секогаш ќе постои, меѓутоа тој ќе биде руиниран, примитивен и ќе се врати на некое предчовечко, да речеме животинско ниво. Но што ќе се случи со емоциите? Тоа е големо и многу важно психолошко прашање и за практиката и за теоријата. Некои емоции претпоставувам дека ќе се потиснат и ќе се претворат во нешто друго, некои ќе се сублимираат, некои типови на реагирање кои не биле исконтролирани ќе се претворат во нешто можеби рушителско и ќе изгубат првобитната препознатливост како соодветни емоции. Некои други можеби ќе предизвикуваат психолошки потешкоти, меѓутоа не верувам дека тоа ќе се изгуби. На некој начин ќе се изгуби рутината и систематичноста во контролата на емоционалниот живот. Да. Тоа е како да живеете во огромен град 20 години и да сте навикнати да ги контролирате емоциите секојдневно и да ве однесат на село со 50 куќи, каде што луѓето едноставно немаат потреба од преголема контрола на емоциите и навидум изгледаат неемотивни, едноставни, инфериорни. Вие ќе добиете чувство дека веќе го немате вашиот емоционален живот, дека тој е замрел, а тоа е само една голема илузија. Се работи само за намалување на субјектите со кои разменувате емоции. Емоциите се тука, каде можете да отидат? Така. Значи, според карактерот на човекот, најчесто се одбира и професијата. Сега, како емоционалната интелигенција влијае врз професијата и според кариерите на луѓето кои што ги одбираат? Интересно прашање. Сега да ме прашате дали и како емоционалната интелигенција определува со што ние ќе се занимаваме, дали ќе останеме во една кариера, дали ќе не бива за тоа и така натаму. Не знам дали тоа прашање е поврзано со успехот, меѓутоа прво едно треба да разграничиме. Во западното општество успехот е многу просоцијална и социоекономска категорија. Во капитализмот да се зборува за успех, тоа веднаш подразбира да се направат пари, да се стекне голем социјален углед, да имате моќ и да бидете на врвот на некаква си хиерархија во вашата област. Меѓутоа, се прашувам дали емоционалната интелигенција може автентично да помогне вие да бидете успешен. Тоа се коси со природата на самите емоции. Самите емоции немаат категорија когнитивна која се нарекува успех. Тоа се само доживување, реакции и еднодушевно богатство, така да доколку тие се искористат како инструмент за да се создаде кариера, тогаш најверојатно емоционалниот живот наместо да биде унапреден е растревожен, злоупотребен, силуван. И многу луѓе за жал на западот во кој ние екзистираме вака или онака,
не може да разберат важноста на зачувањето на автентичниот емоционален живот и начинот на емоционално живење, контрола и регулација, артикулација на тие емоции и подредуваат се во емоционалниот живот само за да стигнат до некој успех кој уствари на крај само социјална и когнитивна категорија, таму нема емоции. Меѓутоа, од друга страна, да, ако го сватиме тоа како концепт на Западот, затоа што ние овде екзистираме, тогаш би се сложила дека емоционалната интелигенција, поголемата виспреност и вичност во препознавање на емоциите во една работна средина, да речеме, односите меѓу луѓето, контрола на импулсите, кои би можеле да разорат некој однос кој би ни донел нас приличен бенефит, тогаш да, и тоа како емоционално интелигентните луѓе можат добро да пливаат, имаат добра проценка, ја познаваат својата мотивација за нештата, ги препознаваат намерите на другите луѓе. Не е се исто дали вие во една работна средина предпоставувате што би можел вашиот шеф да побара од вас, да ја сватите мрежата на емоционални односи, таа динамика помеѓу вработените, да почувствувате точно, јасно и прецизно каде сте вие со вашите емоции, што е она што ве боли, што е она преку кое можете поминете, секако дека тој човек е многу поопремен за да биде успешен на овој начин сватен. Ако емоционалната интелигенција замислиме како пирамида, чисто да се замисли како пирамида, во текот на нашиот разговор ние ги споменавме главните компоненти од што се состои, ако можам така да кажам во наводници, емоционалната интелигенција. Сега, што би се наоѓало ако може да се направи една хиерархија помеѓу компонентите внатре? Што би се наоѓало на самото дно и што би се наоѓало на самиот врв? Прилично интересно прашање. Би било многу тешко точно да се определи тоа. Најверојатно претпоставувам дека индивидуално гледано секој од нас има некаква своја пирамида. За жал, кај многу луѓе пирамидите, како што знаете, се превртени и повеќе личат на сакси отколку на пирамиди. Така да се изразам шеговито. Меѓутоа, јас би рекол дека на врвот на таа пирамида би можело слободно да оставиме аспектот на самосвесноста за емоционалниот живот. И тоа самосвесноста за личниот емоционален живот. Зашто го викам тоа? Затоа што тоа најтешко, бидејќи тргнуваме од себе, ние сме субјекти и многу тешко можеме објективно да живееме некој што е субјект, тоа е самите себе си. И поради тоа, ќе го цитирам повторно Лао Це, кој рекол да ги познаваш другите луѓе врвна умешност. Е умешност, меѓутоа да се познаваш себе си, тоа е врвна умешност. Тоа е мудрост. Затоа на врв на хиерархијата би ја ставил препознавањето на личните емоции и цел тој систем што се случува во нас. Подолу малку би ставил контролата, артикулацијата на емоциите и тој емоционален живот во социјалната средина и интерперсоналните односи, што е исто така важно. Понатаму би ги свел подолу емоционалните реакции, кои што стануваат се поелементарни и на крај може би дошле нагонските сили, инстинктите, импулсите, она што е доминантно во долниот слој на личноста, нели? Да искористам вашата шема која што ја даде Фройд, нели тој долен дел од сантата мрасван, имаше една интересна аналогија и со колачот кој, нели, има неколку слоја и така. Најгоре е вкусно, меѓутоа за да дојдете во вкусно треба да има брашно и така натаму. Постојат други работи кои што треба да се приминат. Значи најдолу базичните и полека се пософистицираните душевни елементи као препознавање на длабоки емоции, комплексни емоции, свесност за поврзаноста меѓу нив и поврзаноста со интелектуалниот живот. Да не навлегуваме, тоа е веќе многу сложена сфера. Така, значи спознај се себе си за да можеш и другите да ги сознаеш подобро. Така. Јас би се навратила повторно на мислата на Аристотел, кој што пред малку и вие споменавте. Тој рекол дека секој човек може да се налути, тоа е лесно, но да се налути во вистинско време, на вистинската личност, во вистинска мера и на вистински начин, тоа е навистина тешко. Може ли малце да позборуваме околу ова? Не чувствувам огромна потреба ова да го разработуваме, меѓутоа веќе кажавме. Јас само ќе истакнам дека Аристотел ме воодушевува затоа што беше еден од, ајде да кажеме, познатите материјалисти, нели така беше сметан, меѓутоа би рекол дека Аристотел беше материјалист на духовното, што звучи парадоксално.
Меѓутоа, зашто го велам тоа? Затоа што Аристотел помогна да се демистификува емоционалниот живот и да се конкретизира тоа што ние идеолошки, духовно го доживуваме, да се спушти на едно разбирливо ниво. Во тој контекст би ја спомнал и неговата парадоксална логика, која се коси со онаа праволинска логика, нели, што е добро позната, дека од А следи Б, ако тогаш и така натаму. Неговата парадоксална логика вели дека во исто време во еден човек може да постојат две спротивставени нешта. Да речеме, во емоционален живот преведено, човекот може и да чувствува омраз и љубов кон иста особа. Еве, запрашајте се лично и гледачите, дали тоа не е така навистина? Да. Просто се прашам дали ние воопшто можеме да мразиме некого кога не го сакаме. Тоа е таа парадоксална логика, таа постои во исто време, иако исклучива. И Аристотел нема потреба да го прошируваме, само би рекол дека он уште еднаш ќе повторам ги дава тие неколку компоненти на емоционалната интелигенција: достатност, правовременост и вистинската мера и контрола и изразност на емоциите преку вербализацијата. Тоа е навистина голема уметност. Јас лично познам многу малку луѓе кои, да кажем, во интелектуален смисол ова го можат. Повеќе гледам луѓе кои воопшто не ги препознаваат своите емоции, за жал, и кои имаат еден хаос во емоционалниот живот, иако се прилично интелигентни во когнитивна смисла, имаат развиен мисловен систем, јаки вредности, меѓутоа емоционалниот живот не е баш јасен. Вистина интересен. Сега би преминала повеќе на неколку и практични прашања, кои што се надевам дека и гледачите ќе ги заинтересира, а воедно ќе им помогне. Како можеме да ја зголемиме емоционалната интелигенција? Прашањето е баш, да кажем, од областта на способностите ни. Кога ќе кажеме како може нешто да се развие, тогаш одведнаш ни текнува дека е тоа некоја вештина, способност и така натаму. Може би најдобриот начин тоа да се направи е да се почне многу рано. Да се верува во емоционалниот живот на своите деца уште пред да се родат дури, затоа што да не забораваме дека ние преку нашите гени, преку зиготите, нели, им предаваме некаков потенцијал за одредени емоционални реакции. Понатаму, многу рано треба да се посвети внимание уште од бебиња на афирмација и безусловно прифаќање. Тука и Роџерс ќе спомнам, он не подучуваше да му возможиме на детето да биде безусловно прифатено. Какво и да е, неговата екзистенција има смисла. Затоа што тоа е тука и тоа е доволно. Секоја негова емоција треба да се поттикнува и афирмира, освен ако не е себедеструктивна, односно саморушителска. Секако дека родителот во тој момент би било пожелно да реагира. Тоа не значи да дозволите се. Повторно го враќаме истиот концепт. И во развивањето на емоционалната интелигенција, ајде да се послужиме со емоционална интелигенција, односно да процениме кога на детето треба да му се даде афирмација, а која емоција треба да се осуети, односно да се доведе на поголема свесност како она би можело да свати: аха, ова за мене не е баш добро, ова ме води во нешто друго што јас не го сакам и така натаму. Да се внимава на потребите уште од најмали години, секако да се овозможи прифаќање и развивање на емоционалниот свет на детето, да се развиваат се повеќе интерперсонални односи и да се ризикува. Се прашувам што се емоциите ако не се изразат. Дали се тоа емоции? Емоциите се реакции, емоциите се односи и понадворешнување на доживувањето на нешто од стварноста, друг човек, друга особа. Суштината на љубовта, ако сакате, е тоа. Да. Ако вие не изразите интензивно чувство, тогаш или тоа се претвара во нешто друго, или најверојатно тоа било само мислено чувство, да кажеме, односно рационализирано, и повторно се враќаме на другиот концепт кој ни уништува радоста секогаш кога нешто ќе посетиме, да се ризикува емоционалниот живот. И јас ги поттикнувам луѓето да не се штедат од емоционални инвестиции ако чувствуваат импулс. Никогаш ние не можеме да знаеме дали емоционалниот свет ќе ни биде повреден или збогатен од другите луѓе или од самите себеси. Се што можеме да поврзаме со искуството, тоа мора да се доживее за да му најдеме свесност. Емоциите не се мисли за да можат апстрактно да се разберат. Емоциите се доживувања кои мора да се искусат за да се достигне свесност за нив. Така да луѓето кои немаат
богатство од емоционални доживувања најверојатно и не може да ја развиваат таа емоционална интелигенција. Иако у исто време знаеме дека денешно лицемерно време поттикнува напротив една друга тенденција. Луѓето навидум стануваат многу емоционално извештени, иако е тоа на едно многу површно ниво. Само емоциите да ни бркаат работа, нели? Ние ќе бидеме насмеани на работа и ќе имаме добри меѓучовечки односи. Слушно се прашувам колку тоа навистина е така. При првата кривина тиквата пука, нели? Тоа се гледа кој што чувствувал кон нас или ние кон него. Вистинските чувства излегуваат на површина. Овие совети сега што ги дадовте, се надевам дека ќе им користат и на гледачите, бидејќи се од голема важност за нас и за вашите деца, бидејќи вие сте првите, да кажам, првите личности со кои што се идентификуваат вашите деца и се надевам дека понатака ќе можете да ги земете како совети и да ги користите за развивање на вашите деца како права и здрава иденка. Сега, за на крај би сакала, би било интересно доколку можете на гледачите една практична вежба, ако може да се нарече така, кои што ќе можат самите на себе да ја применат за да можат да поработат на својата емоционална интелигенција, за нејзино развивање и за нејзино нахранување. Море, драги гледачи, затворете ги очите. Шегувам. Вака, прашањето е интересно. Може би во една емисија тоа не е возможно да се направи, апсолутно. Не е ни целта на емисијата да речеме некаков личен развој или терапија, ако сакате, или емоционален развој. Меѓутоа, прашањето е провокативно и мислам дека може секој да си пронајде нешто во тоа. Јас имам еден хаос од идеи, навистина сметам дека вашиот предлог е добар, дека луѓето можат да направат практични работилници и вежби на себе си, па и со другите луѓе кои им се драги, како би го поттикнале развојот на овој вид на интелигенција. Што знам, еве една идеја ми доаѓа дека, например, може пред секое легнување да се направи една многу едноставна вежба со затворени очи. Речи си сите од нас, сигурен сум и гледачите ќе се сложат, пред да легнеме го враќаме оној филм, таа трака филмска. Некои ги викаат флешбекови, други ги викаат дневен филм, трети ги викаат распоред на денот, како сакате. Еве може секој од нас да се обиде, да речеме пред легнување, да го рекапитулира емоционалниот аспект на соодветниот ден. Да кажеме од сабајле до вечер можеме да анализираме и да доживееме што ни се случило, кои се емоции сме ги изразиле, кои емоции сме ги примиле, што сме доживеале, што останало премолчено, што сме претерале во изразувањето. Дали можеби сме биле агресивни, дали сме преќутеле некоја емоција. Дали во тој ден емоционалниот живот ни бил богат или сиромашен. Така да, со кои се луѓе сме стапиле во емоционален контакт? Дали тој ден можеме да го обоиме како интелектуален или емоционален? Тоа се значи креативни игри на душата и на мозокот кои можат навистина да помогнат во себе освестување за тоа што се случило. Понатаму, добра препорака би било да се водат некакви емоционални дневници, например. Моја препорака е тоа. Секој што има желба, ќе најде време од 15 минути дневно да ги запишува своите емоции во текот на денот или да прави краток попис и проценка на тоа колку емоциите му помогнале во соодветниот ден, која емоција доминирала, каков бил интензитетот, која емоција била непријатна, а исто така може да се употреби и оној артистички пристап, односно кој е многу добар, затоа што одговара на суштината на емоциите да бидат изразени. Тоа е, да речеме, употребата на цртање, на музика за изразување и за освестување на емоции. Може би еден символички цртеж за тоа што во моментот го доживуваме, може многу да помогне да се погледне на поинаков начин, затоа што безобразноста во душевниот живот е што ние го користиме она што најмногу ни пречи, свеста. Свеста е најпотребното и најнепотребното нешто, би рекола, и тоа е парадокс на душевниот живот. Точно, ние од една страна со емоциите се обидуваме да ја заќуткаме нашата свест и да ја замолиме да не пушти да бидеме тоа што сме, од друга страна, таа ни е потребна затоа што ако го пуштиме тоа што е внатре, кој би не вратил после? Така. Навистина интересни совети и вежби, кои што знам дека ќе им помогнат, па на нашите гледачи, кои што не гледаат денеска, посветете малку време, обрнете внимание кон себе си и погледнете ги вашите емоции.
Само така ќе можете да ја нахраните вашата емоционална интелигенција и да внимавате на неа. Драги гледачи, разговаравме денеска со господинот Мирослав Пендаровски, магистар по психологија. Темата ни беше емоционална интелигенција. Се надевам дека ви беше интересно. Господине Пендаровски, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. Ви беше задоволство. Дека ве поканувам повторно наскоро во нашето студио. Ќе одбереме некоја друга интересна тема, која што исто така ќе биде интересна и за гледачите, и за нас, и секако практична.